македонскиот хипотекарен пазар не се развива доволно. На југоистокот по бројот на хипотеки доминираат Гевгелија и Струмица. Струмица ќе биде домаќин на вториот меѓународен гастрономски надпревар Гастромак, кој треба да се одржи од 24 до 28 октомври. Шкендија утре на стадионот Младост во Струмица го почнува новиот европски поход во Лигата на Европа, а прва пречка е молдавскиот тим Дачија. Дневник на телеканал А1, почитувани гледачи, добре дојдовте. Почнува исплатата на субвенциите за тутунот. Во Министерството за финансии се исплатени налози за вкупно 1,5 милиарди динари или 25 милиони евра, а земјоделците попладневно и утре ќе може да се ги подигнат парите од банките. Како што соопшти денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски, поречиси еден месец процесите се деблокирани и исплатата може да почне. За само еден и пол ден тутунопроизводителите ќе може да ги добијат средствата без какви било селективни процедури, постапки и калкулации, нагласи Николовски на пресконференција во владата. Според него, изминатите недели Министерството направи огромни напори за да ги отстрани сите пречки. Зголемувањето на даноците според планот на министерот Драган Тевдовски и СДСМ од 10 на 18% ќе значи крах на економскиот и финансискиот систем во Република Македонија, предупреди денеска ВМРО-ДПМНЕ. СД со зголемувањето на даноците директно задира во джепот на граѓаните и ги брка странските инвеститори. Економијата не смее да трпи заради незнаењето и неспособноста на Социјалдемократскиот сојуз. Зголемувањето на даноците, според планот на Тевдовски и СДС, од 10 на 18%, значи крах на економскиот и финансискиот систем во Република Македонија. Координаторот на советничката група на СДСМ од општина Босилово денес на пресконференција истакна дека даваат целосна поддршка на иницијативата Спас за Струмичката котлина и нивното барање за референдум на кој жителите на општината ќе се искажат по однос на прашањето дали се за или против отварање на рудник во Иловица. Освен тоа, тие бараат од претседателката на советот на општината правно уште еднаш да го разгледа барањето на иницијативата кои на вчерашната седница сакаа да присуствуваат и да ги искажат своите ставови пред советниците. Како советници, заедно со граѓаните ќе направиме се за што поскоро да има референдум на кој ќе биде распишан и одржан во согласност членот 75 од статутот на општината. Информацијата која беше пласирана преку медиумите дека Советот едногласно одлучил дека се оградува од распишување на референдум е целосна конструкција. Вистината е дека една од точките на дневен ред беше барањето на граѓанското здружение Здрава котлина, кое се состоеше од две подточки. Првата подточка беше запознавање на советниците околу последиците од отварањето на рудникот Иловица, додека втората беше договор околу распишување на референдум за стопирање на рудникот Иловица. Од страна на претседателката на Советот, како и од правните служби, беше констатирано дека така формулираното барање од страна на граѓанското здружение Здрава котлина е без правна основа, односно дека правнички не е издржано. За доставеното барање да има полн легитимитет, мора да соберат 20% подписи од гласачкото тело во нашата општина. Исто така, има и поголеми пропусти од страна на претседателката на Советот Совче Поповска Георгиева. Имено, според законот, претседателот на Советот во рок од 3 дена треба да се произнесе дали барањето е основано или не. Иако тоа не се случило, барањето сепак е ставено на дневен ред на Советот. Затоа ја повикуваме и претседателката на Советот, односно да го разгледа барањето, истото правнички да се коригира и да биде ставено на дневен ред на наредната седница.
Продолжуваме со настаните од регионот. Началникот на Генералштабот на вооружените сили на Австрија, генерал Отмар Коменда, и амбасадорот на Австрија во Македонија, Ренате Коблер, заедно со началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Методија Величковски, вчера во попладневните часови ја посетија караулата Богородица на јужната граница, каде што се запознаа со случувањата за време на мигрантската криза и секојдневното справување на полиција и армијата со големиот бегалски бран. Низ Македонија транзитираа 1 милион бегалци додека беше отворена Балканската рута, а по нејзиното затварање беа спречени над 25.000 илегални преминувања од страна на армијата на Република Македонија во период од скоро 2 години додека траеше мигрантската криза. Како војската и полицијата се справуваше со мигрантскиот бран беше тема на разговор помеѓу началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Методија Величковски, началникот на Генералштабот на вооружените сили на Австрија, генерал Отмар Коменда и амбасадорот на Австрија во Република Македонија, Ренате Коблер, кои вчера во попладневните часови ја посетија караулата Богородица на јужната граница. При посетата тие направија обиколка на целиот рајон кој го обезбедуваат силите на армијата на Република Македонија во моментов подпомогнат од австриската полиција. Началниците се запознаа со критичните настани со кои се соочуваа безбедносните сили за време на нередите, кои што се случуваа на Камен 59 и со затварањето на Балканската рута, напоменувајќи дека се постави дворедна заштитна жичена и бодликава ограда, почнувајќи од рајонот кај Доранското езеро па се до летната караула Моин во должина од 22 километри, додека пак од Гевгелија до Меджитлија изнесува 31 километар. При обидите македонската армија да се справи со илјадниците мигранти кои што секојдневно транзитираа, напомош им беа и полициските сили од повеќе земји од Вишеградската група. Австрија беше една од земјите заедно со Србија и Унгарија кои беа погодени од бегалскиот бран, но во повеќе ротирачки наврати на нивната полиција. Македонската полиција беше подпомогната со околу 150 австријски војници. И после 2 години, но со намалено темпо на работа, а сепак со голема одговорност и посветеност, македонската армија и полиција во придружба на австриската полиција, но и словенечката, чешката, унгарската, но и многу други, остануваат да ги исполнуваат своите задачи на јужната граница, при тоа да ја обезбедуваат и зачувуваат стабилноста и безбедноста во нашата земја. Во трите средни општински училишта денеска започна запишувањето на учениците во прва година во учебната 2017-2018 година. Завршените 8 оделенци кои одлучија своето образование да го продолжат во едно од трите средни општински училишта, пријавувањето го започна од 8 часот, а освен денеска, истото може да се врши и во текот на утрешниот ден од 8 до 15 часот. Резултатите од првото пријавување и запишување ќе бидат објавени на 30 јуни. 8 оделенците кои нема да успеат да се запишат во првиот, тоа ќе можат да го направат во вториот рок, на 5 јули или пак во августовскиот уписен рок. Во трите средни училишта, според планот, предложен е опфат на 1316 ученици во 39 паралелки, со понудено гимназиско образование, но и стручно образование за 18 струки и 28 профили. Продолжуваме со темата на образование. Сдруженијето за образовно-едукативни цели DM Languages започна со реализација на активностите за проектот Инклузивна, креативна, суперефективна училница од ЛЕР проектите на општина Струмица. Сдруженијето за образовно-едукативни цели DM Languages, како дел од проектот Инклузивна, креативна, суперефективна училница, одржа обука на тема како да поинклузивна училница. На обуката зедоа учество голем број професори и дефектолози од средните и основните училишта од Струмица и Струмичко. Како да поинклузивна училница е обука наменета за наставници, на која беа демонстрирани практични вежби за вклучување на децата со посебни потреби во часот, со акцент на часовите по странски јазик. Обуката е дел од низата активности на проектот Инклузивна, суперефективна училница, која е финансиски поддржана од општина Струмица.
Проектот Инклузивна креативна суперефективна училница е наменет за образованието на децата со посебни потреби. И тоа и оние кои што се вклучени во процесот на редовна настава и тие кои што од било кои причини не се вклучени во истиот тој процес. До сега имаме реализирано две активности од целокупниот проект и тоа првата активност е на час со децата од Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака, наречена на час по англиски, која што имаше за цел да прикаже дека образованието е за сите. Секој дете може да научи иако се разбира на посебен начин. На обуката беа презентирани техники за работа за поинклузивна училница, а во вториот дел сите учесници се соочија со дадена специфична ситуација во која е потребна инклузија на учениците со посебни потреби и од нив беше побарано да изнајдат решение за тоа успешно да се направи. На обуката беа прикажани методи и техники кои би им помогнале на наставниците полесно да се справат со ваков тип на училница и да ги вклучат и децата со посебни потреби во редовниот тек на наставата. Вториот дел се состоеше од работилница на која сите присутни беа поделени во тимови и секој тим доби посебна ситуација и од нив беше побарано да изнедат решение за таквата ситуација, например дали во класот ќе има дете со аутизам, со Даунов синдром или слично и како тоа дете да го вклучат во конкретната активност што ја спроведуваат на часот. Сите тимови дадоа многу креативни и убави решенија и пред се применливи за секакви услови, а истите тие решенија ќе влезат во прирачникот за наставници кој што ќе Завршницата на оваа обука ќе биде со објавување на прирачник за наставници кои што се справуваат со ваков тип на училница. Истиот ќе биде промовиран во месец август. Македонскиот хипотекарен пазар не се развива доволно. Споредбено со европските стандарди и норми, 10% од вкупниот број станови во Македонија кои се дадени под закуп се малку во споредба со развиените земји. На југоистокот по бројот на хипотеки доминираат Гевгелија и Струмица. 104.000 станови во Македонија се ставени под хипотека. Најновите податоци од Агенцијата за катастар на недвижности покажуваат дека за 10,9% од вкупниот број станови во државава документи имаат банките, што се бројки далеку помали од границите поставени според европските стандарди. Во главниот град 15,59% од становите се задолжени, а по бројот на хипотеки на југоистокот доминира Гевгелија, а веднаш зад неа се наоѓа и Струмица. Својот покрив над главата го даваат вкупно 14,49% од вкупниот број станари во Гевгелија, додека таа бројка кај струмичани процентуално изнесува 10,67%. Според податоците од регистарот во Македонија, има вкупно 1.037.000 станови, од кои 10% се издаваат под закуп. Освен водечката четворка, Неготино, Скопје, Гевгелија и Кавадарци, според процентот на станови под хипотека над државниот просек се и Штип, Струмица, Битола и Кочани. Иако овие бројки изгледаат големи, сепак експертите од оваа област сметаат дека македонскиот хипотекарен пазар стагнира, затоа што во сите економски напредни земји за развиен се смета пазарот каде 30% од вкупниот број недвижнини се ставени под хипотека. Тие недвижнини се генерално поевтини од оние што се нудат на пазарот, но банкарите велат дека луѓето понекогаш се плашат да купуваат и сметаат дека ќе имаат проблем со старите сопственици. Вкупната вредност на сите овие станови е проценета на 1,6 милиарди евра. Во најголем број случаи хипотеките ги држат банките, а помалку од 5% се кај приватните лица или компаниите. Во последниот период расте задолженоста на граѓаните, па со тоа се зголемува и бројот на становите под хипотека. Во вкупната бројка на заложени стамбени единици влегуваат и тие од објектите што се во изградба, а за кои инвеститорите побарале кредит. Хипотека на стан секогаш задолжително се става кога се потигнува стамбен кредит, и тоа најчесто на станот кој што се купува или пак на некоја друга недвижнина. Според податоците од првото тромесечие за оваа 2017 година, кој што ги објави Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, вкупно 10% од сите станови во Република Македонија се ставени под хипотека, или изразено поинаку секој 10 граѓанин на Република Македонија има недвижнина под закуп.
Струмица ќе биде домаќин на вториот меѓународен гастрономски надпревар Гастромак, кој треба да се одржи од 24 до 28 октомври. На надпреварот учество ќе земат над 200 надпреварувачи, а ќе бидат организирани и работилници. Овој настан ќе биде од отворен тип и ќе може да го посетат сите љубители на храната. Вториот меѓународен гастрономски надпревар Гастромак Македонија 2017 годинава ќе се одржи од 24 до 28 октомври во Струмица, а домаќин ќе биде хотел Вила Парк. Ова денес го соопшти Асоциацијата на готвачи и шефови на кујни од Македонија Гастромак, најавувајќи го најголемиот било кога одржан интернационален надпревар на готвачи од светот во нашата земја. Имам голема чест и задоволство да го најавам најголемиот од било кога одржан интернационален надпревар на готвачи од светот, кој што треба да се одржи ова есен во нашата земја, поточно во градот Струмица, во хотелот Вила Парк, во терминот од 24 до 28 октомври. Се очекува присуство од над 250 до 300 готвачи од ширум целиот свет. Минатата година во Солун се одржа светскиот конгрес на ВАКС, каде што во конкуренција од 67 земји ширум светот, само 6 земји беа примени во Светската федерација на готвачи, меѓу која со гордост кажано и Гастромак. Од Гастромак најавија дека на овој голем кулинарски настан ќе присуствуваат над 200 учесници, и тоа надпреварувачи, судии и почесни гости од многу земји. Надпреварот годинава се одржува под мотото "Залче од светските вкусови" и е логистички поддржан од страна на Светската организација на шефови на кујни. Како што изјавија од Гастромак, целта на асоциацијата е да се грижи за богатата гастрономска традиционална култура на нашето поднебје, воведување на светските кулинарски трендови, но вклучуваат и едукативен процес на младите готвачи. Иднината на гастрономски шефови, едукацијата низ работа и пренесување на светските гастрономски трендови кај нас е една од основните задачи на Гастромак. Со стекнатото искуство од минатиот надпревар Гастромак Македонија 2016, што се одржа во Скопје, тргаме во нов, многу поголем проект за оваа година и не се сомневаме дека успешно ќе го реализираме. Националната асоциација на готвачи оваа година ќе организира и работилници, на кои ќе готват и жени аматери во градскиот парк во Струмица. На овој надпревар ќе се одбере и жена готвач од Македонија која ќе влезе во асоциацијата. Инаку Гастромак е основана во 2016 година. Почитувани, следуваат настаните од светот, да ги проследиме. Воз излета од шините во Њујоршкото метро во Менхетен. Според првичните податоци има 34 повредени, од кои 6 мина се однесени во блиските болници. Сите други патници биле евакуирани. Возовите по линијата се пренасочени за други правци. Причините за инцидентот се разјаснуваат. Официјален Вашингтон соопшти дека Сирија подготвува хемиски напад и го предупреди Дамаск дека ќе плати висока цена доколку го стори тоа. Подготовките биле слични на оние преземени пред хемиски напад во април, пишува во соопштението на Белата куќа. Тогаш американскиот председател Доналд Трамп нареди воздушен напад врз базата на сириската армија во знак на одмазда. Во меѓувреме и амбасадорката на САД во Обединетите нации Ники Хејли оцени дека покрај Сирија, Русија и Иран исто така ќе бидат одговорни доколку навистина се случи ваков напад. Како реакција на ваквото предупредување од страна на САД се огласи портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Тој изјави дека Русија ги осудува ваквите закани кои Белата куќа ги упати кон сирискиот председател Башар ал-Асад, по сознанијата дека сириската влада најверојатно подготвува уште еден напад со хемиско оружје, пренесуваат светските медиуми. Познатата хакерска мрежа Анонимуси на службината страница постави видео во кое најавуваат дека НАСА наскоро ќе објави дека постои
интелигентен вонземски живот. За да се види за што станува збор, потребно е да се анализира видеото. Пораката која во изминатите 6 дена на YouTube е прегледана повеќе од 1 милион пати. Фајлот на YouTube е поставен на 20 јуни, само еден ден откако НАСА објави дека научници со помош на Вселенскиот телескоп Кеплер откриле 219 можни нови екстрасоларни планети, од кои на десетина може да наликуваат на Земјата. Метеоролошката служба на Грција денеска објави вонредно предупредување за топлотен бран, кој од утре ќе ја зафати земјата, додека за време на викендот температурата ќе достигне 43 степени. Градот Атина и другите општински власти ширум земјата денеска соопштија дека јавните згради и други климатизирани објекти ќе останат отворени по цел ден, каде граѓаните ќе можат да се заштитат од високите температури. Метеоролозите предупредија дека се очекува температурите во наредните денови постојано да се зголемуваат и до петок да достигнат 43 степени, што ќе продолжи и за време на викендот. Одиме со настаните од спортот. Машката ракометна репрезентација на Македонија ќе игра во група со актуелниот европски првак Германија и со репрезентациите на Словенија и на Црна Гора во групна фаза. Капитенот Лазаров очекува добар настап. Вели, групата е тешка, но можеме да се носиме со противниците. Познати се противниците на македонската ракометна репрезентација на Европското првенство во ракомет кој инната година ќе се одржи во Хрватска. Ќе играме против актуелниот европски првак Германија и со репрезентациите на Словенија и на Црна Гора. Добивме тешка група, но последните надпревари под водство на Раул Гонзалес ни дава надеж дека можеме да се носиме со противниците, вели македонскиот капитен и наш најдобар ракометар. Ние како македонска ракометна репрезентација имаме огромно искуство играјќи на големи надпреварувања од типот на европски првенства и од светски првенства, така да ниту очекував ниту полесна, ниту потешка група. Тоа е што го добивме и го имаме. Најдобро е да се посветиме сами на себе, да ја унапредиме нашата игра. Последните надпревари на чело со нашиот нов стратег Раул Гонзалес ни даваат за право да имаме надеж, затоа што покажавме дека можеме да се носиме и да играме добри надпревари против квалитетни европски и светски репрезентации. Лазаров додава дека се уште е рано да се предвидува и да се зборува за првенството. Според него сега е најважно да се фокусираме на првиот меч против Словенија, а во следните 6 месеци добро да се подготвиме. Што се однесува до нашата репрезентација, која што е еден спој на младост и искуство, доаѓаат нови млади сили кои со нас постарите, мислам дека ќе имаме шанса добро да делуваме, да бидеме да играме добар, модерен, квалитетен ракомет и јас се надевам дека на ние една европска репрезентација, па дури да се работи за една Германија кој европски првак на теренот во Загреб, кој ќе сметам дека ќе биде наш домашен терен, нема да и биде воопшто лесно против една силна и добра Македонија. Нашата селекција турнирот ќе го отвори против селекцијата на Словенија, која е предводена од поранешниот селектор на Македонија Веселин Вујовиќ. Овој меч на програмата е закажан за на 13 јануари. Втор наш противник ќе биде репрезентацијата на Црна Гора на 15 јануари, додека 2 дена подоцна групната фаза ќе ја затвориме со мечот против актуелниот бранител на титулата Германија. 18-тото европско првенство ќе се отвори со мечот меѓу Хрватска и Србија, кој на 12 јануари ќе се одигра во Сплит, додека нашата група надпреварите ќе ги игра во прекрасната Загребска арена. Шкендија утре на стадионот Младост во Струмица го почнува новиот европски поход во Лигата на Европа, а прва пречка е молдавскиот тим Дачија. Со нов тренер на клупата Кјатип Османи, но и со желба да се повторат добрите игри и резултати на меѓународна сцена од минатата година, кога Шкендија стигна до плејоф колото на чекор до пласман во групната фаза од ова надпреварување. Екипата на Шкендија утре го игра својот прв надпревар од првото квалификациско коло за групната фаза на Лигата на Европа. Противник на македонскиот вице-шампион ќе биде тимот на Дачија, а овој дуел ќе се игра во Струмица. Значи сигурно дека сета концентрација во овие припреми е ова утрешниот надпревар, каде што и во текот на припремен период акценат ни беше игра во Европа.
Мислам дека Шкендија е спремна утре за надпреварот со Дачија и веруваме во еден позитивен резултат. Капитенот на тимот Ферхан Хасани додаде дека Шкендија очекува тежок надпревар, истовремено потенцираше дека во Европа нема лесни противници. Поздрав до сите присутни, поздрав и за навивачите на фудбалскиот клуб Шкендија. Не очекува еден тежок надпревар, значи имаме еден противник кој што треба да се почитува. Ние Шкендија е максимално подготвена, не очекува еден предизвик, значи во Европа. Знаеме дека надпреварите во Европа не се како тука нема лесни противници, ќе биде тешко. Не треба да забораваме дека се игра две надпревари, значи нема да се решава ништо тука. Меѓутоа, нормално, знаејќи дека ќе биде тешко, ние ќе даваме све од себе за да излеземе од овој надпревар со позитивен резултат. Од тимот на Шкендија најавуваат уште едно успешно лето и ќе проба да го остварат тоа што не успеа минатата сезона, кога во последното квалификацијско коло беа елиминирани од белгински Гент. Дневник, пријатно од мене.